Добро вечер, дами и господа. Ова што се случува тука е мешање карти за играта која ја нарекуваме музика туш. Меме рулет! Да, ова е меме рулетот. Што е играта меме рулет? Дали има некој кој знае што е играта меме рулет? Искрено ни јас не знам. Значи, знаеш? Да. Генерално, она што е, младите знаат што е меме. Меме е, како ќе го објасниме меме, млади? Како да го објасниме меме? Слика со шега. Слика со шега. По-добро не можеше да објасниш. Аплауз за господинот. Слика со шега. Така е. Сега. Меме рулетот се игра вака. Овде имаме шеги, значи, овде имаме шеги, а наместо слика ќе го завртиме рулетот и Харе ќе каже стоп. Па ако се погоди да биде смешно, се погоди. Ајде да почнеме од првото. Значи, првото е, кога ќе те прашаат кога ќе се жениш бе магаре едно. Значи, кога ќе те прашаат кога ќе се жениш магаре едно, да го завртиме рулетот. Ајде да видиме, Харе, ти кажи стоп. Кога ќе те прашаат кога ќе се жениш магаре едно. Стоп! Ете, ова е реакцијата. Има едно популарно меме, тоа е relationship goals, или со други зборови, нели, сакам да имам врска како оваа. Така да, тоа е следното. Сакам да имам врска како оваа. Да го завртиме меме рулетот, да видиме. Сакам да имам врска како, да видиме што ќе биде. Харе! Стоп! Сакам да имам врска како Заев и Ципрас. Ова е добро. Вика, кога сметката е 99 денари и продавачката ќе ти каже, окей, не мора денарче. Ви се случило, така? Сметката е 99 и таа вика, окей, не мора денарче. Ајде да видиме реакцијата. Кој е мемето? Да го завртиме? Стоп! Вау! Вау! Окей. Не мора. Аха, ова е исто добро. Вика, кога келнерот ќе ти каже нема ракија, може ли узо? Кога келнерот ќе ти каже нема ракија, може ли узо? Вртиме. Келнерот вика нема ракија, може ли узо? Харе. И стоп! Вау. Ја мислам, ова е најдобро до сега. Ефтен Узо. легна ова. Ефтен легна. Ајде да видиме, вика, кога ќе видиш колку должиш во банка. Кога ќе видиш колку должиш, значи кредитите кои ти се многу големи. Ајде да видиме реакцијата, меме рулетот што ќе каже. Кога ќе видиш колку должиш во банка. И стоп! Вау. Следното меме е долго е, ама нема веза. Симпатијата на Facebook пишала дека е во врска. Твојата реакција е, значи симпатијата пишала дека е во врска, твојата реакција е следна. Да го завртиме мемето. Ајде. Стоп! Ау! Зашто вака тажен? Зашто вака тажен, Зоране? И ова е супер. Она кога првпат ќе дознаеш дека Дедо Мраз не постои. Да видиме реакцијата кога првпат ќе дознаеш дека Дедо Мраз не постои. Стоп! Па Харе, па зар ова не е фаца која вика не постои Дедо Мраз? Тоа е стварно моментот. А да не е он Дедо Мраз? Не, тама работа. вечерашен гостин Наум Петрески, а сега вашиот домаќин Жарко Димитриевски.
Дали знаете дека вечерва се Оскарите? Вечерва се Оскарите, Медена земја има 2 номинации. Аплу за Медена земја, Зверови. Медена земја! 2 номинации. Или Ханиленд, како што исто така го викаат филмот. Но има и други филмови што имаат номинации, вајда знаеме, така? Не е само Медена земја со номинации. Сега ќе ви ги раскажам кои се сите тие филмови кои имаат најмногу шанси да освојат Оскари, па може некој ќе ви се допадне од филмови, да си го гледате. Например, ајде да видиме кој е еден од најпопуларните филмови, да видиме, пуштате некој од филмове. Овој да е, како се чита ова, се не знам, Двата папи. Два папа, како се чита ова? Две папиња. Две папа. Како се чита? Две папа. Двајца бранковци, не знам. Како и да е, небитно. Значи, Two Popes е филм за папата Франциско и папата Бенедикт. Овој филм ќе игра и кај нас, и тоа во април, кога и Заев и Мицкоски ќе прогласат победа. Кој ќе рече, победивме! Двајцата. Друг филм е Еднаш многу одамна во Холивуд. Нели? Еве го. Once Upon a Time in Hollywood, или филм кој што повеќе го знаете под неговото второ име, а во оној на Тарантино новиот го гледаше? Тоа е второто име. Да. Знаеш ли зашто е филм? Не си го гледал. Добар е, филмов е за лик кој порано бил многу важен. Жарел, палел, многу бил важен. Сега има проблем со реалноста, дека веќе не е тоа што порано бил и на луѓето не им е више многу гајле за него. И поради тоа тој снима нешто со странски режисер во очаен обид да си ја врати кариерата и популарноста, со други зборови филм за Никола Груевски, бе. Така. Ајде да видиме кој друг филм? Кој е некој интересен друг? Аха, добро. Приказна за бракот или брачна приказна. Значи ова е филм за разводот на еден пар кој порано многу си има сакано, веќе не, односно приказна за бракот на Дуи и ВМРО. Не, се зедам, мислам, не е тоа. Филмот е, сериозно, сега филмот е за разводот на еден пар, кој многу си има сакано порано. Приказна за бракот на Дуи и СДСМ. Не. Приказна за бракот е филм за разводот на еден пар, кој порано многу си има сакано, односно филм за бракот меѓу Амди Байрам и ВМРО. Мислам, вака можеме до утре. Дај друг филм. Мојот омилен. Irishman. Ирецот. Филм за зимскиот одмор на Супермен во Ирска. Не е тоа. Филмов е, сериозно сега, за мафија, политика, криминал. Инаку филмов цело време се емитува на Собраниски канал. 24/7. Ајде да видиме кој филм друг имаме. Кој е номиниран? Да. Ви се допадна? Го гледавте? Не беше претеран некако многу напнат? Добар, а? Одлично. Овде, исто, го сакаме, Джокерот? Супер. Добро, ете, публикава знае, за тој што не знае, филмов е за човек што сака да биде комичар, но има неверојатно лоши шеги на кои никој не се смее, што го излудува човеков до степен тотално да му избега пилето. Инаку филмот може да го гледате секоја недела во 6:30 вечер на Канал 5. Еден на еден. Харе, славиш Валентин или Трифун? Кој ти е вака омилен? Свети... Три точки. Свети три точки. Еден од тие светите. Бидејќи сме 9-ти, за само 5 дена е Валентин и оваа година, како и секоја година, ние стандардно имаме едно сегментче што си го викаме како се пуштаат познатите. Значи, да видиме како се пуштаат познатите и оваа година во сегментот како се пуштаат познатите. Ајде да видиме. Со кој ќе започнеме, да видиме. Океј. Зоран Заев. Како се пушта Зоран Заев? Ја мислам Зоран Заев се пушта со зборовите женска, дај ми шанса, после една вечер со мене нема да знаеш како се викаш. Ајде да видиме. Аха. Христијан Мицкоски. Како се пушта Мицкоски? Мицкоски нема В во презимето, така? Нема. Значи он може би он се пушта со тоа што на женските им вика
ми фали В во презимето, ќе ми ја дадеш ли твојата В? Али Ахмети се пушта многу едноставно. Тој зима женска и вика: "Нусе, не знам дали си од СДС или ВМРО, не знам дали ти требаат минимум 62, ама со мене и тебе во коалиција ќе ти гарантирам 69." Ова е најлесно од се. Груевски се пушта чисто, јасно со зборовите Хеланија ми Хелизет. Па човекот е во Унгарија, како мислите дека се пушта? Мора така да се пушта. Ајде, видиме. Знам, Петре, кај се пушта, ама како не знам. Петре се пушта... Петре може вака да се пушта. Може да и рече на девојката: "Девојко, ако сакаш грубо, ама збориме ептен грубо, ако сакаш со давење, да се чекам у центар воздухов тамане." Ајде да видиме кој е следен, имаме некој следен? Сега кај го најдовте? Овој се пушта, вика: "Женска можда не е водици, ама не е досна да го фатиш крсто." Не знам. Не знам. И последно нека биде, последно го прашавме Миленко како се пушта за Валентин, ама да знаете, тој ни кажа: "Не славам ја празници измислени од капиталистички, неофашистички американски свињи, ја славам Трифун", на што Трифун реагираше со: "Фала, Миленко." Фала. Времето е, дечки, такво. Зимски чај препорачуваме од Good Nature, ќе ви исполни со топлина, ќе ви овозможи комплетно уживање во овие зимски денови. Нешто ново има од туристичката агенција Савана. Хотел Ифигенија, кој се наоѓа во најмирниот дел на Лептокарија, на 50 метри од плажа, обкружен со зеленило и топ соби, и најдобро од се е цената, само 72 евра од лице за 7 ноќевања. Прашајте за Хотел Ифигенија во Савана и нема да зажалите. Пред да влезе гостинот, имаме време за еден глуп виц. Значи, вака вика: "Оди човек во продавница и му вика на продавачот: "Имате ли лепак за глувци?" Продавачот му одговара: "Зошто бе да не ти се дупна глушецот?" За да го кажеме овој глупав виц, ни беа потребни 15 секунди, дечки, 15 секунди, ви се многу помалку од, да речеме, 76 години, кога што има Радко Младич. Што па е многу помалку од 776 години, кога што има Радко Старич. Тоа е клонот на Радко Младич, кој го знае само Васко Ефтов и никој друг нема чуено за него. Што пак е многу помалку од, слушајте добро, 1 милион години колку што требаат за да исчезне едно стакло. 1 милион години. Затоа, луѓе, селектирајте отпад, фрлајте пластика во... Пластика, стакла, хартија, хартија. Се надевам дека чувте. Користете ги отпадните канти на пакова. Браво! Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Виц во аптеките близу вас. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома.
онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ќе има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Преферирам пилинг и мезотераписки коктели затоа што одговараат на мојот стил, но не било каде. Со години наназад и исклучива во ординација доктор Анчевски. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Чоко Стоби Флипс Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс. 25 години со вас. Елит кафе. Некои моменти ги будат најдобрите спомени. Тие не подсетуваат на семејните приказни што сте ги доживеале и со нас. Бидејќи ние сме дел од вашето секојдневие, се грижиме се да оди лесно, за да може да се посветите на моментите и на луѓето кои ве прават среќни. Дел од традицијата, дел од семејството, веќе 70 години. Корење. Ново од креаторите на Бикутан. По продукција на Алкалоид. Од први ке тргне во градинка, само да не почне да се разбогува. Арчи, за подобар имунитет. Kids Vits во аптеките близу вас. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. А сега еве го нашиот гостин кој има концерт на 15 февруари заедно со Мирослав Илич и со Миле Кузмановски, господинот Наум Петрески, дами и господа. Петрески. Гледате. Браво. Многу те гледам од страна, уживаш харевци кога ги слушаш вака. Од стално. Да? се знаете харе? Сте вака пријатели? Многу одамна. Ние може да напишеме за. Од кога го знаеш, Наум? Колку години има? Од мал, не. Од мал. Од девојче. Од девојче го знаеш. Така не сгрешивме, 15 февруари. Точно така, 15 февруари. Види, ја мислам луѓе ќе дојдат, Борис Трајковски, ќе дојдат луѓе само за тебе. Исто ја мислам полно ќе дојдат само за Илич, полно само за Миле. И сите заедно тоа ќе биде бомбона концерт уживање 15 февруари, да си знаете Борис Трајковски или Ајден Арена како му доаѓа таму поново. Ај кажи ми за Миле. Вие сте другари? Одамна, сигурно. Така, не си само со Харе, туку имаш и други другари. Имам доста пријатели, другари. Со Миле од кога се знаеш, кажи? Со Миле се знае од 96
5 татухачета. Како се запознаате по По настапи? фестивали. По фестивали. Па се видовме. Каде се сеќаваш? Валандо? Валандо. Не. Да. Слободив? Бали Валандо. Па нема, тоа е фестивал, знаеш како му доаѓа. Да. И заедно сме излегували по кафичи на Лакана, така овде низ Скопје. Си бил на летен одмор со Миле Кузмановски? Не толку. Не, а? Обично одам со фамилија, така да. Да? Тогаш другарството го оставам на страна, фамилијата е на прв план. Па добро, тоа ти е малку време кога можеш да се Апсолутно. посветиш 10, до даска. 15 дена барем. Точно. А што ти е да речам кеф кога идеш на стварно летен одмор, пример, што сакаш, каков тип на човек си? Од оние што цело време се со книга на плажа, дремат, ништо не прават или не знам нешто друго? Не, сунчање, играње со син ми во Така? вода, па собирање ежеви, школки и ово, она, Да нуркање. ти кажам, добро ми изгледаш нешто, си подослабал или што е? Да, едно 10 кила. Пазиш? Не, озбилно се Па гледа. прибавам, да. Одлично изгледаш, браво. Да не се спремаш за концертов ти. Само за здравието свој. Само за здравје, така е. Здравието Уште си е едно 10 најважно. да ги скинеме топ. Како вика, здравието пред се, алкалоид човек. Апсолутно. Така е. Движење ни шуми, лов, риболов, тоа е. Сакам за ловот убаво да те прашам, ај да стигнеме до тоа. Прво дај за кариерава. Ти си од многу мал, да речам, пејач кој што си заработува сам. Верувам дека многу не си бил Од 7 години прв настап. 7 години платен настап. Си зел џепарат за тоа, не? Нешто мало? Во Ватрослав Лисински, Добро. прв настап. Каде, во Хрватска? Во Хрватска. Како стигнало до тоа? Пред 5000 луѓе. Чекај, ја не знам, прв пат слушам. Смотра на фолклорот беше секоја година во Загреб и имавме ние од Римковскиот крај. Добро. Значи, наши традиционални ора и песни. Шуго. И тогаш прв пат запев. И од џуџе. старт, оно немаше трема, од старт беше таков Немав трема. храбар. Ја еднаш само имав трема, не ја знаев добро песната и знаеш, она кој не си сигурен, тога фаќа трема. Штом си сигурен, нема проблем. Во права си, да. Кога добро си се спремил, се вика тоа, Апсолутно, немаш од да, што да не. се плашиш. И од тогаш си фаќаш баш кариера да градиш и како многу млад почнаш и хармоникаш. Прво со хармониката. Така. Од И после 4 како години. оди, раскажи. И после почнав да свирам во културно-уметнички друштва, па во распеани стружани струга, па после видов дека ми е напорно и да пеам и да свирам во исто време, па батали хармоника, се префрлив само на микрофон. И никогаш не ја врати вака за настап Не, избором? еднаш два пати сум ја фатил така. Ама чисто за кеф, значи. Друже, и тоа Да. пред Милан Завков, чути. Да земаш храброст толкава. Харе ко пред Хендрикс да свириш тоа? Исто му е. Бога ми. А кажи ми, последен пат кога било кога си засвирил хармоника? Макар и дома да е. На промоцијата со Зуица кој правев новиот дуетскиот материјал. Добро. Во Беровец. Чисто за да изненадиш, Да, онака зезање, друштво. А свириш други инструменти? Гитара свирам, сакам гитарата, али самок. Како и хармоника. Да. Бас гитара. Чека, ова е муабето што го имаме со Таци и Харе цело време. Ако треба да гласаш, значи мораш да гласаш, нема не. Гитара или бас, кој е поважен инструмент? Што ќе кажеш? Многу тешко е. Знам, ама види, мораме да го решиме нешто. Пази, ова се едни од најдобрите басисти и гитаристи тука. Син ми се двоумет. Аха. Значи му имам купено електрична гитара, сега му донесав и бас гитара по негова желба. Само ми пушта некој Чичковци, види како свири овој Чичково на бас, со 24 жици, со 18 жици, со... Децава, знаеш, што гледат. Имаш ли некој бакшиш кој ти останал во сеќавање? Не мора да е најголемиот во кариера, ама некој онака што си кажеш, море, тоа беше бакшиш. Некој добар. Тоа е многу одамна, тоа Мрсен некој. во Вевчани ми се случило. Добро. Да, во кафанче. Чеки, Карневалов или не? Не. Помало студио, ресторанов го држеше мој пријател и сват во исто време, мислам, бевтем другари. Така. И не повика, имаше гости од Србија, од овде, од анде. Генералниот директор беше на Панонка. Добро. И вечерто земавме некаде околу 12.000 марки и околу 3.500 швајцарски франки. Машала, браво, науме! А тоа не е за... Ама тоа е многу ретко. Да. Значи да не се разбереме погрешно, не е тоа обична среда некоја и туку така. Башка не бев ни толку ни популарен тогаш, само си работев со мојата група. Аха. После ова беше некаде до 87-8 година. Добро. А јас официјално, професионално почнав 90.
Тоа ти е као прва година, да речеме. Да, тоа кариера на Ум Петревски соло. На почетокот со мојата песна и така. А како еволуира вака годиниве кои што тераат? Осеќаш пример дека љубовта на луѓето кон музика наша македонска паѓа ли, иста ли е, се крева ли, како мислиш? Па малку медиумски не сме покриени. Значи наша македонска музика има многу малку медиумска покриеност, така да нашиве песни само се рекламираат преку YouTube и вака некоја емисија кај вас, Балкан, има се и македонска телевизија, Folk Jukebox. Ама сметаш дека не е баш доволно? Не е доволно воопшто. Тоа е премногу малку емисии има за да се држи континуитет некаков. Да, македонската музика. Добро. Спомнав претходно за ловов дека сакам да те прашам, ја искрено појма немам ништо. Значи збориш со тотален лаик. Вечер водам директно. Кај одиш? Вечер одам за Солунска глава. Добро, и како? Чекај, објасни ми, еве, пример, водите верувам со друштво, да, така не си сам друштвото вајда. веќе ми е таму, после доаѓа Гоце од Синтезис. Добро. Другарми, заедно одиме на лов. Он ги напаѓа со... Тие не чекаат веќе Со кавал ги напаѓа или? Со кавали, Прво ги зурли. хипнотизира, да. Тоа е делот на дружењето. Тоа е вториот, утре одиме на лов. Чекај, не ми брзе. Сега идете таму, стигате. Што се почнува прво? Не знам, што се прави прво? мезење, Припрема дружење, некоја. нормално, имаме ние таму веќе и однесено нешто. Така. Рипче, нешто ваму, таму. Значи не се чека да се улови па да се јаде. Уште вчера е Добро. екипата таму. Ова јагулава од каде? Чисто струшка. Струшка јагулава. И да речеме, пример, се станува, не знам со што да споредам, на скијање, пример, кога одиш, треба да станеш рано, за да фатиш убав снег прв. Рано, да. Така, исто и ова. 3-4 сигурно. У 4 са бајле? Дебе, тоа мора така? Мора. А зошто, пример, зошто не у 7 да се Па да стане? ги фатиш дури спијат, не. Кој ќе забегаат сите животни, кај ќе ги најдиш. Чекај, целта е да ги фатиш сонливи? Да, па така е. Од сабајле дури не кој ќе се размрдат. Чекај се, у 4 са бајле, ја не знам еден човек што станува и е наспан. Абе, добро, се во 4 стануваш, ти треба пола сат возење до место, да видиш кај има траги, да видиш. Кафе у термос се носи нешто? Обавезно, кафе. Друго што се носи? Што имаш у ранец, пример, кога водиш? Па се носи малку. Не, може да се пресечиш, мало алкохол треба да носиш, Така да е. ракија, нешто. Нормално. Се дешава, се повредиш, некој плюскаве за ти се Може направи. исто да те боли глава, па ракија да ставиш. Апсолутно. Исто. Све за Температура да кренеш, не дај Боже. Не дај Боже, да. Да, готово, договорено. Ма ти си ловел исто и на отворено море, да речем, така си ловел. Да, и колку пати. Така? Многу пати. Е, сега таму има, верувам, и трски по Да, некои да, професионални. Апсолутно. Која е некоја риба што си ја фатил или знаеш нешто морско што горшо Предно си? фатив джулфиш, ја вика таа риба. Што е тоа? 12 кила. 12 кила риба. Убава. Морска. Амам бе! Да. Добро, чекай, што правите со 12 кила? Чекай, ова да не е, или не е ова? Ајде, зирни? А не, ова е крап. Ова е крап, не е ова. Ова е крап е од 20 кила. 20 кила? Намам бе, Ахара! Што прават луѓе ова? Струшки крап. А кажи ми, Уловен во самоодбрана. Кај си бил на да, точно. Кај си бил на некое чудно место, знаеш, за нас да реч, некое чудно што би било на мене и на Харе, пример, а ти си бил таму на лов. Има некое така специфично Па чудно. устранство, да речеме. Не е чудно. На отворени во лагуни сум ловел многу, кај што е многу мирно, кај што е убава вода. Добро. Што е север. Кои земји некој кажи ми? Пример, кај најдалеку си отишол за да ловиш? Флорида. Во Америка си бил специјално за лов? А не за лов. Турнеја. Добро, Кај така. сеќа се соберам до Америка за риболов. Видиш, што те знам? Не знам, трската на рамо и авион. Од таму купив и нуркачка опрема од Флорида, све. Чекај, и да. тоа правиш и нуркаш? Да, тоа е 30 години. Па ти си, секоја чест. Секоја чест. Со Васе Тодоров од К15 сте колеги, значи. Васко е исто Он е шампион нуркач, а? шампион, да, како не. Ако треба искрено да кажеш кој е боле нуркач од вас двајца, кој е боле нуркач? Ти или Васко? Па за боли, не знам али за поодговорни ќе видам јас изгледа. Ти ќе видиш? Добро. Така нека. Слушај, немаме како да те тестираме сега вака да извадиме тука пушки пиштоли, ама за тоа ставивме едно пикадо. Па да те пробаме да видиме кој ќе биде попрецизен. Гледате Еден на еден, овозможено од Витаминка. Свет на вкусови. И нека победи подобриот. Апсолутно. Бистро око
Инаку морам да напоменам, значи се работи за исклучително искусен ловџија со комплетен аматер. Значи не ме судете, ве молам. И исто така, ако за некоја чудо успеам да победам, сакам да се знае. Ова е среќа, нема. Не е среќа, се е знаење. Значи еве демек ловџијата и аматер, комплетен аматер. Сега не знам како правиме. Ќе фрламе 3 пати ти, па 3 пати ја, така некако? Да. Еве јас ќе ја поставам границата, јас ќе бидам прв да речеме. Важи. Од овде? Од оваа линија? Да. Блиско е, не. Ако не погодам ни едно, тоест ако цел таргет ако го промашам, срамота е многу? Не е срамота, без зашто срамота. Така, опуштено. Опуштено. Некој совет да ми даеш пред фрлање? Совет малку погоре гаѓе. Ја. Фала ти. Пошто има лак. Да не ме зезаш, да не треба малку по... Не. Ајде да видиме. Ево го првото. Да видиме. Добре. 8. Ајде да видиме второто. Браво. 6. 8 и 6, 14. И да видиме третото. Ајде бе! Ништо! Значи имам 17. 7 е прво. 7, 6 и 3. Значи 7 и 3, 10 и 6, 16. 16, браво. 16. А сега Петрески. Давај. Ајде да видиме господин Петрески. Ајде да видиме. Така, дојди. Ајде. Опа, 3. Тројче. Добро, полека, добро. Ништо сега 20 таму, центар. Ја ви сам победи по-добро. Апсолутно. А, како мислите? Добро се прикажавме. Одлично. И имаме ексклузивно право некој да пробај од публика дали сака. Можда? Има ли некој што сака да проба од публика? Ајде, дојди. Здраво. Повели микрофонче, како се видиш? Дали си подготвена за овој, мисля дека најголем предизвик во твојот живот? Треба да ме победиш во пикадо. Вау, подготвена ми е средно име. Ми се допаѓа ова што го слушам. Повели, еве вака трите, полека, дојди сега поблиску. Ја мислам заслужува малку поблиску од нас. На оваа линија. Да видиме, ајде. Така. Пукај! Супер! Петка! Еден! И... Супер, кој петка? Одлично! Одлично беше. Душко! И аплауз, да испратиме со аплауз! Да се вратиме. Уште еднаш подсетување 15 февруари Мирослав Илич, Миле Кузмановски и Наум Петрески во А1 арена се. Таму ќе слушнеме многу твои хитови. И сега се мислевме што да одсвириме, што да отпееме со тебе. Ќе ти даваме еден предизвик. Значи настапуваш со Миро и настапуваш со Миле. Ајде да видиме како би звучело ако Наум изведе песна од Миле. Која од Миле да ја пее? Публиката хитот го бара. Може да ја чуеме? Ајде да видиме. Наум Петрески ќе ја пее Не канимо од Миле Кузмановски. Супер! Те слушам, мирисаш пред мене, а вгради срце и не време. И не знам како ќе ми помогнеш, за да побегнам од тебе и од себе. Те слушам и не си верувам, зар можам таков да бидам јас, да љубам кога срце не сака, кога немам никого на дуњава. Ме со очите
zavrne volušava. Ej, takva tažna pesna, ne si slušna. Takva ljubov da premoči me, ke zavrne vodušava. Ej, takva tažna pesna, ne si slušnala. Ej, takva tažna pesna, ne si slušnala. Браво, ние, браво! Кажи ми, си имаш ти си имаш случайно да загубиш багаж? О, да, еднаш ми е случајно тоа. И то само еден куфер ми доснеше 3 дена. Чекам, се одиш каде? Како беше ситуација? На Кенеди слетавне во Њу Јорк, па наредниот ден заминавне за Кливленд. Добро. И во Кливленд ми го донесе, мислам, аеродромската служба. Без проблеми? Без проблем. Видија ти Америка, еј. Ама малу прошетал куферот, малу Шангај, малу... Не зезеј. Хонг-Конг. Така ти кажа? Што Па збориш? како залутал и отишол дури со го авион. нашле, па после конекција, па за 3 дена ми го донесе. Гледаш филмови? Многу. Да? И тоа и гледам уствари. Стварно? Кој од овие Оскаровци е, мислам, од номинираниот, кој си гледал? Айришмен го гледаше? Па, на Скорсезе? Интересни, да, Айришмен е одличен. Да, ти си допадна? Не ти беше долг многу? Многу малку веќе стануваше, викаш малку. Колку беше? 2 сата 50 минути, така нешто, 3 може да фати. Не знам, не мерев колку е долг, меѓутоа е бајџи. А кој ти е вака жанровски, Многу вака ги најомилени сакам филмови? филмови со Джек Николсон ми е. Да? Еден од топ мајстори. Омилен глумец, а? Еден од омилените глумци, е шармантен и... Тебе ти стои мафијашки филмови, бе. Ја мислам ти да, така... Кум го гледав сношти случајно. Кум, Сопрано, Тројката. Иначе ги сакам, како ликови го сакам Дензел Вашингтон. Па. Ми е така многу карактерен лик. Одличен. Одличен. Сите филмови сум ги гледал него. А чекај, сега во ново време нели многу серии прават, така? Да, почна серии. Серии не гледам. Серии не ќе, значи. Досадни ми се, некако. Како да Ти си кажам. поише филмче, 2 сата да има почеток, средина, крај. Готово. И да биде се како што треба. Да е решено. Познат си по тоа што на свадби не пееш туги песни. Па, ако треба по некој пат, Ептена, знам некој ако мора, да. А добро, пример, ти си пееш и ти доаѓаат и ти вика, не знам, која е најчесто ти ја бараат туѓа, што не е твоја? О, би бараат многу, али не ги пеам. Некои, мислам, не ги пеам, некои ги пеам. Например, Лихни да кајче веслаше како четивото, не смеш да не ја знаеш. Така е. Бисер балкански. Исто не смеш. Не смеш да не ја знаеш. Има некои песни стварно што заслужуваат. Има други, например, што не се така за да ги памтиме. И пример ти доаѓа и ти вика, дај жити мене на младаца, Лукас, молим те. И што му викаш? Тоа не пеам. Која ти е тактиката? Како му кажеш да не се наљути? Не пеам такви песни. Не ги пеам баш неговите. Да. Жанровски се многу поразлични. Добро, се си е тоа кој што треба. Бидејќи збориме за туги песни, сега ќе ти дадем исто уште еден предизвик. Дај бе нешто
ете, балканско нека е, ама жанровски што ти се допаѓа, што би сакал, пример? Ја сум го уважавал и од дете, мислам, Оливер Драгоевич. Браво. Тој ми беше како така кантавтор баш. Те погоди... Баш ме погоди начинот на кој што беше погребан во неговиот крај, во Вела Лука. Беше многу така инспиративно, во цела Хрватска стоеше на нозе, буквално. Така личи за една величина. Точно. И како за Тоши, и како Коби Брајант, ето што се случи сега. Да, за жал, ево Коби Брајант. Апсолутно. Ништо, треба само повеќе да си ги цениме миговите додека ги имаме на земјава. Апсолутно. Дури се луѓето живи да ги цениме повеќе. Ајде да чуеме нешто од Оливер и уште еднаш подсетување дека науме заедно со Миле и заедно со Миро Илич на 15 февруари во А1 арената. Ао те испраќаме со Good Nature чајчиња за гласот Густо круасани, најдобрите македонски круасани, ако не си ги пробал да ги пробаш. Тоа син ми ќе ги проба сигурно. Обавезно да ги проба. Оливер Драгоевич да го чуеме. Ова беше Наум Петровски, многу ми беше кеф. Sveta sačuvao sam za te u pjesmama mojim. Sve nježne reči sveta sačuvao sam za te, moja čežnjo davna. Sve nježne reči sveta za duge puste sate samoće se bojim. Sve nježne reči sveta da tebe meni vrate, moja zvijezdo sjajna. Magdalena, Magdalena, moje sunce, moje nebo, moja duga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja sudba. Magdalena, Magdalena, moja tajna, moja ljubav, moja nada. Još te molim, Magdalena, da se vratiš, Magdalena. Magdalena, Magdalena, moje sunce, moje nebo, moja duga. Magdalena, Magdalena, moja sreća, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja ruža, moja tajna, moja sudba.
čežnja, moja nada, moja ljubav. Još te molim, Magdalena, da se vratiš, Magdalena. И емисијата ја завршуваме со многу специјален настап од Sax Acoustics. Побарајте ги на YouTube, нов бенд, многу звучат интересно, еве ги тука. Sax Acoustics! Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плави темјани. Не можам да кажам јас дека повеќе од тебе знам. Нема лажно его ни суета. Не би се ставила јас пред тебе. Иако полго од тебе постојам, вечно цвеќе невене. Дај барем остави ме да живеам, пак со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плави темјани и усни румени, да ти кажат дека сепак живеам. Ти мислиш дека зеле се, но верувај ми едно не. Нема сила што ќе земе време кај и да си ти. Штом ќе погледнеш во облаци, ќе се сетиш и ти пак на мене. Вечно цвеќе невене. Дај барем остави ме да живеам, пак со времето и со спомените. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плави темјани и усни румени, да ти кажат дека сепак живеам. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси од плави темјани. Не ми го земај времето, времето ми е поважно од се. Во него има спомени со бели мириси и усни румени, да ти кажат дека сепак живеам.